студиото на Здраво Македонијо по 9 часот се дружиме со Андреја Накова, Македонското здружение новинари за човекови права, Самуел Наумовски, председател на Шведско-македонската комора и пеачката Јулијана Николовска. Останете со нас до 11 часот. Да, ве сме повторно назад, почитувани гледачи. Поздрав и добре дојдовте за сите оние кои што можеби малку подоцна не се вклучуваат на програмата на Канал 5 телевизија. Продолжуваме во другиот дел од студиото, каде што веќе ги пречекавме гостите кои што ги видовте во форшпанот, па еве сега ќе ги запознаете одблиску и ќе се запознаете со нивните професии и она кое што го работат во моментот. Некои од нив се прв пат тука, некои не се. Например, не Андреја, дамата која што седи веднаш до мене, Андреја Накова од Македонското здружение новинари за човекови права. Здружение со кое што ние си имаме одлична соработка и сакаме тоа да биде така. Андреја, ти благодарам што дојде и добре дојде во Здраво Македонија. Добро утро од мене, добро утро Елена, добро утро Александра и ви благодарам на можноста повторно да сум тука со вас денес. Да, секогаш сте тука кога имате нешто да најавите, нешто ново и интересно, така ќе биде и во продолжение. Ќе откриеме во текот на разговорот за што се работи и што се случува всушност во ова здружение. За прв пат овде во Здраво Македонијо ние морам да го прочитам Самуел Наумовски, за да не го сгрешам. Тој е директор на Шведско-македонската стопанска комора, прв пат овде во Здраво Македонијо, само што вратен од Шведска, па еве веќе неколку дена е во Македонија и веднаш е кај нас во емисијата. Ти благодарам многу што ја прифати поканата да бидеш дел од Здраво Македонијо и добре дојде. Добро утро и благодарам многу и на вас. Многу ми е чест што прв пат еве тука и да се надевам и многу повеќе пати. Така е, нема да биде последен. И имаме уште една дама која што не е прв пат во Здраво Македонијо и добро, не можам да кажам дека често се гледаме, меѓутоа секогаш кога се гледаме навистина ми е мене многу драго таа пеачката Јуле или Јулијана Николовска, ама Јуле некако знам дека сите те викаат Јуле, па и ние Јуле добре дојде во Здраво Македонија. Добро ве најдов, ти благодарам за убавата најава. Точно, јас сум Јуля Николовска, Јулијана ми е правилното, добро. Има, меѓутоа Јуле ми е уметничко и сите така ме викаат. Драго ми е што сум тука, ви благодарам за поканата и еве денеска Свети Никола, еве голем ден, да, голем празник. Поздрав до сите што го празнуваат нели и секако на моето синче кој што се вика Никола, нека е среќен имен ден и на сите кои што го слават и го носат името. Да ви е живо и здраво, синчето. Ви благодариме. Да, супер. И Александра ќе биде заедно со мене. Добре дојде. Здраво, Елена. Одлични гости, одлични разговори. Верувам дека во овој дел од денот ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи како имаме што да раскажеме. Јас, Елена, ако ми дозволиш, би започнала со Самуел, кој има македонска нишка во своето потекло. Вашата мајка е новинар од Македонската радио-телевизија, па верувам дека и тука е поривот да поврзате Македонија и Шведска, вашето родно место и вашето сегашно место каде што живеете, работите и делувате. Самуел, од каде идејата да се случи токму ова што се случува и поврзувањето на две така далечни земји, различни, но сепак обединети бидејќи таму имаме многу македонци? Ќе почнам со тоа далечни и мислам далечни да, ама имаме огромна диаспора во Шведска. Да. Имаме број околу 30.000 македонци во Шведска, плюс со линији сега што не поврзуваат, со визер има до 3 дестинации во Шведска, што е фантастично, тоа е одлично. Значи, во тој далечен сме, ама и блиски исто така. Јас, да, мајка ми од Скопје, од Македонија, татко ми од Шведска и така ми најде патот, цел живот идам во двете држави. Значи, од кога сум бил бебе, цел живот си доаѓам тука многу често. Сега во последно време дури уште почесто. И за тоа и дојде на некој начин, мислам, ми дојде природно да отвориме Шведска македонска стопанска комора, пошто до сега немаше таква организација што приватно нели ги спојува државите во економскиот смер и што придонесува да носи инвестиции, нови бизниси. Така што има други многу билатерални комори. И очигледно стварно имаше простор и стварно беше време моментално да се отвори нова таква комора. Колку пријателите од Шведска сакаат да ја запознаат Македонија и колку им ја прикажувате во вистинското светло? Каде прво ги носите? Кога ќе дојдат во Македонија за прв пат? Прво ги носиме на состаноци, тоа е најбитно. Прво на состаноци, после во кафана идеме и после ќе ги шетаме. Еве гостино тука што е исто денес со нас, сега ќе идеме после тоа во Охрид, во Битола. Одличен избор. Ама
многу не се запознаени со Македонија и тоа исто ќе биде голема работа на комората да мотивираме зашто баш во Македонија да гледат, зашто баш тука да дојдат. Тоа моментално го работиме да видиме како на кој начин може Македонија исто да придонесе на шведските бизнисмени, на фирми и така натака. Така што тоа ни е голем приоритет да информираме дека постои комората, дека постои Македонија, да кажеме, и да гледаат навака. Дали јазикот е бариера? Па би рекол дека не. Не е бариера и доколку би било бариера, сега имавме некои состаноци кај што некои не ни знаат англиски. Затоа и прашувам. Ние носиме во тој случај носиме преведувач на состанокот, така што гледаме да ги бариерите што побрзо, мислам што подобро да ги наминеме. Така, Самуел, сакам да те прашам колку според тебе има сличности помеѓу овие две земји, затоа што нели секој индивидуално, баш тоа пред да започнеме со емисијата го зборевме, или тоа се карактерно, на некој не му се допаѓа земјата, на некој му се допаѓа како и секоја друга земја. Меѓутоа колку сличности има, затоа што еве јас лично мислам дека овие две земји се небо и земја и дека се навистина премногу различни, но ете, можеби можеш да ме убедиш во спротивното со оглед на некој кој што живее во двете земји. Мислам, не знам колку живееш во Македонија, ама често си во Македонија со оглед на тоа што кажа дека нели половина од фамилијата ти е тука. Да. Мислам, од се живот ја правам таа споредба и секако дека има големи разлики во културите, во како се мисли, како се живе. Ама јас би кажал дека има и голема сличност, да. Поради тоа што сепак сме тука во Европа, сепак сме на исти начин израснати и така натака, ама има разлики и тие разлики гледаме исто да ги напишеме конкретно во документ за да имаме понатака да нели кога имаме состаноци да ги информираме од претходно, да ги информираме и да кажеме дека овие се разликите во бизнис менталитетот и да ги имате од претходно, да знаат да не биде шок нели кога ќе дојдат швеѓаните тука или македонците во Шведска, да. Шок нема да им биде никако. Добро, ќе продолжиме со овој разговор. Еве јас дамите сакам да ги прашам, еве Андреа исто како некој кој што многу патува, дали некогаш била во Шведска? Шведска е една од малкуте земји во Европа што ги немам посетено. Некако ми стои стереотипот дека е многу ладно, дека на зима многу рано се стемнува и уште не дошла на ред, ама сигурна сум дека во следниот период и Шведска ќе биде на листата прешкртана. Так, Андреа, ви од новинари за човекови права, барем она кој што јас го пратам на социјалните мрежи, нели и лично што ве познавам, знам дека навистина имавте една доста богата година, богата кога зборам богата за настани, навистина и со Гнездо, мислам направивте едно отварање на Гнездо, би сакала да зборуваме малку повеќе и за тоа. Доста патувања како што гледам, што се случува во вашето здружение? Која е вашата мисија и цел и на што сте најмногу горди во оваа 2025 година? Како што спомена и сама, Гнездо мислам дека е јаготка на шлагот, дури и хајлајт на годинава што помина. Го отворивме на 15 мај, а имам чувство како да постои веќе 3 години, можеби повеќе наназад. Им појасниме на гледачите што е точно Гнездо за оние кои што не знаат. Така, Гнездо е дневен центар за деца и семејства во ризик, кој се наоѓа во општина Центар, прв од таков тип. Покрива и деца од 4 до 14 години, но и нивните родители, нивните постари, братчиња, сестричиња, сите за нешто различно. Значи имаме и дневен престој за деца, имаме психосоцијална поддршка за родителите, имаме хуманитарна помош во смисла на пакети, со хигиена, со храна, облека за дечињата и сега нормално во овој период од годината мора да дојде Дедо Мраз и да им донесе подарочиња на секој едно. Интересно е што претходниот пат кога бев тука за истава тема, имавме на една рака се броја колку дечиња имаше запишано. Мислам дека 5-6 нешто така беа. 5-6 дечиња имаше, буквално беше после неколку дена од самото отварање. Добро што сега, после 6 месеци, имаме веќе над 70 дечиња запишано. Веќе го пополнивме капацитетот, ама некако успеваме да ги менаџираме и секако Гнездо е секогаш отворено за уште деца и повеќе деца, за тоа што никогаш не би вратиле некое дете назад. Но тука можеби останува и апелот за тоа дека има потреба и од повеќе вакви катчиња во Скопје, за да може да бидат поддршка на уште повеќе деца.
Така, ова е сериозна бројка од 70 за 6 месеци. Мислам, јас сум изненадена, очекував да кажеш 20, не 70. Како капацитет имате, меѓутоа што се случува со персоналот? Како, затоа што знам дека почнавте многу скромно. Не знам вашите очекувања дали се исполнија до сега. И се дуплира. Имаме среќа што имаме поддршка од различни волонтери, од лица што сакаат да го поминат своето време кај нас по неколку часа во денот и да помогнат на оваа мисија. И јас тука и би ги поканила и сите граѓани што имаат таква желба, сакаат да работат со деца, а можеби дури некои пензионирани наставници кои имаат сега веќе послободно време, да дојдат и да не се особено тука ќе ве поврзаме со лицата од трето доба кои го посетуваат центарот во Дара Џамбас, каде што има изобилие на возрастна лица на кои како им е потребна оваа активност, бидејќи така близината со децата ја носи радоста која што допрва ни доаѓа. Но за тоа малку потоа. Јуле, кога сме кај дестинациите, колку вие имате посетено Шведска и каде се имате ваши настапи низ Македонија и низ светот? Така, па Шведска ја немам посетено искрено, Европа па да кажам, на повеќе места веќе сум била, нели, на професионален план. Инаку... Каде најгласно пеат македонците и омилената македонска музика? Па види, ние сме веселјаци кај да сме во светот си пееме, така да сега не можам да издвојам некој конкретно. Да ве распиеме вака утрински некоја македонска песна за Свети Никола на сите македонци што сакате да ја посветите? Може секако, може си да ми се придружите, Јас не би се придружила, ама и Александра, пошто е расположена, слободно, нека се распее. Која песна вака за Свети Никола, за сите македонци, каде и да се, би ја посветиле во овој дел од денот? Може, ајде сите заедно. За многу години македонци, каде и да сте, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема. За вечна да ни биде среќата на Македонија. Браво! Само го има ли ова во Шведска во емисиите? Кажи ми по телевизија дали вака има некоја утринска емисија? Ако правиме споредба кај емисиите, подобро да се да не правиме споредби, да си останеме локално. Нема, добро, јас сум гледала нешто, нека каже човекот. Најубавата македонска песна Виолета Томовска и Наум Петрески извонредна. Македонска песна која што верувам дека во овој период од годината најмногу ја сакаат или нема граница за македонската песна. Мислам дека дека и мене во мојот репертоар е секогаш приоритет и секогаш си ја пеам како народната, така и нели забавната, да, евергрините секако се тука. Што ново подготвувате и каде ќе бидете на 31 декември? 31 се уште немам ништо, меѓутоа ќе биде супер ако останам дома и нека не се јавуваат, нели, да одморам малку. Да одморам малце, затоа што цела година искрено работевме доста. Остваривме доста, можам да кажам, многу настапи, многу и фестивал се деси, Макфест, кај што настапивме во финалната, односно во финалната, во втората вечер. Една преубава песна за која што исто следеше и видеозапис. Ќе го видиме на крајот од ова гостување. Веќе го има на мојот YouTube канал и можам да гледам, да увидам дека има многу прегледи и тоа дополнително ме мотивира и инспирира да создавам нешто ново и веќе имам нешто ново кое што ќе биде презентирано пред нова година, некои си 5-6 дена се надевам. Веќе отснимено се монтира, да, една дуетска песна со мојата керкичка Кали, така да... Го споменавме сино, треба да ја споменеме и керката, така да... Точно, еве, поздрав и Кој ве наследува во делот со музика? Кој наследува? Кали или синото? Па, види, керка ми е веќе на музичка академија, соло пење, но мислам дека синчето е многу по-талентирано од сите нас дома. Видите, вака јавно, да. сите сме, да, ама мислам дека он е така малце повеќе од нас. Има таа харизма и таа звезда малце во поголеми количини. Браво, да пуштиме времето да видиме каде по кој пат ќе ги однесе. Да, па веќе оди на музичко, така да. Супер. Само да сакам да те прашам, која е целта на шведско-македонската стопанска комора? Мислам, кажа од каде идејата, меѓутоа
која е целта? Што всушност представува оваа комора? Па, на наједноставен начин ние ќе го бидеме, го нарекуваме економскиот мост меѓу државите. Значи, комората ќе биде приватна организација што работи за членовите, за да им олесне во секој можен начин за бизниси, за инвестиции, за тие што веќе се тука или во Шведска, за тие што сакаат да работа, за тие што имаат шведски или македонски клиенти. Значи, вие посредувате, да речеме, јас сум член, се најпластично објаснувам, јас сум член на комората и што сакам да почнам бизнис во Шведска. Да. Тогаш ние ќе ти помогнеме во тој случај, да ти кажеме како е маркетот во Шведска, со кој да соработуваш, ако сакаш да те споиме со некоја фирма во Шведска конкретно, или за некој закон во Шведска, како да почнеш, со кои контакти да контактираш. Дали тоа истото значи и за граѓаните од Шведска кои што сакаат да започнат во Македонија? Секако, има ли такви некои, не знам, успешни приказни да ни споделиш? Има, како не. Сега имавме шведска делегација овие денови за настанот што го имавме тука во Скопје, имавме шведска делегација дојдено и баш ги споивме со некои македонски фирми, конкретно имавме состаноци и со министри и со институции. Има една многу успешна приказна во Гостивар. Сега се отвори нова фирма во октомври, шведска жена од диаспората, родена во Шведска, мислам се уште живее во Шведска, има отворена сега фирма во Гостивар за дом за старци. Тоа за стари лица, браво. За стари лица, да. И тоа сега во октомври го отвори и веќе има некои 10 вработени. Така што тоа е... Дамата ни е многу добро позната, но дополнително незината приказна ќе ја раскажеме, затоа што мислам дека вреди да се раскаже. За жал Гостивар е веќе лица на град на лица од третото доба, бидејќи сите млади се некаде низ светот, но не радува кога се враќаат кон корените и кога се враќаат особено кон гостиварскиот крај кој е мој крај. Но Андреја, што предвидувате до крајот на годината и како ќе се ширите следна година? Кои се плановите? Најголемиот план е утрешниот хуманитарен базар кој го организираме во дворот на Гнездо. Да ги поканиме сите македонци, сите кои не гледаат, како може да придонесат? Може да дојдат, да се подружиме, да купат нешто од нашите занаетчи, нашите партнери кои ќе продаваат на утрешниот базар. Имаме над 10 тезги кои ќе бидат со занаетчи, најмногу жени, морам да кажам, од Скопје и околината. Која е локацијата, кој е времето? Рачни изработки, апсолутно. Тоа е и ќе има и рачни изработки од раците на нашите дечиња што доаѓаат во Гнездо исто така. На трета македонска бригада 10А од 12 до 18 часот. Ги поканувам сите, дојдете да се напиеме некое чајче, некое кафе, да потанцуваме на божикна новогодишна музика и да се подружиме. Кој се ви помага вака? Кои се ви се партнери, не знам, други земји, амбасади? Кој се ве поддржува во ова? Затоа што сега можеби не знам за Самуел што ќе каже, после ќе зборуваме за различна бизнис клима во различни земји, но ние во Македонија нели знаеме колку предизвици има за да успее еден ваков проект. Така, самиот проект е финансиран и поддржан од Австриското социјално министерство. Тука партнери ни се Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, кои го имаат и обезбедено самиот простор во кој се наоѓаме. Но морам да кажам дека сум пријатно изненадена од тоа што приватниот сектор во Македонија навистина се крена и имаме поддршка од голем број на бизниси кои некогаш не поддржуваат континуирано, а некогаш еднократно. Морам да ги споменам. Тука и Силбо, и Кожувчанка, и Евана, кои... Ќе ја испратиме фактурата Така, за реклама може. Ама морам јавно да се заблагодарам за тоа што без нив ќе беше многу поголем предизвик да обстанеме и да ги обслужиме сите сектори кои ги обслужуваме моментално. Така. Би сакала баш Самуел да го прашам на тоа да се надоврзам, затоа што зборуваме нели за бизнис клима и сега во Македонија знаеме дека сигурно поголеми се предизвиците ако сакаш да почнеш бизнис и да развиеш бизнис, за разлика од Шведска каде што мислам дека многу полесно се случува тоа. Па да, полесно е, пошто државата на некој начин повеќе помага и ќе ти даде услови полесно да го освоиш тоа, да го отвориш
Така што државата има специфични некои програми и за млади, баш има за млади, за жени, за тие што може немаат економија да отворат нова фирма на тој начин. Така што, да, мислам, на некој начин по-лесно. Полеснително за разлика од тук. Да, и тоа исто го гледаме, како можеме во тоа што успешно во Шведска да го имплементираме тука, да го донесеме како example. Со среќа во тоа. Само сакав да те прашам, ме интересира, јас знам барем нешто кој што ми е доста познато, во Шведска жените многу да зараѓаат, по 4 деца, по 5. Која пара ја врти државата? Која пара им ја плаќа државата на жените да раѓаат толку многу деца? Тоа не сум многу информиран за тоа, ама реално нели државата дава месечно за секој дете што имаш, дава некоја пара. Така што тоа е голем бенефит. Условите самото и многу пари се во прашање. Значи пари се плаќа за да родиш дете, не требаат пари или не треба желба да сакаш да го израснеш тоа дете. Ама во Шведска е поинакво, родите 4 деца во Македонија да те видам. Наши блиски кумови имаат 4 деца во Македонија, така да и двајцата се доктори, така да имаат многу. Мислам дека е многу лоша споредбата ако ја правиме и ја вртиме околу парите, треба да се создадат вистински услови, здравствени, социјални, каде што пред се чист воздух, може би. Кој што Ај, во Македонија све сакам да знам што има од тоа. Се целиме кон подобро утре. Да, одиме во Европа, да. Целиме кон подобро утре. Јуле, кога е подобро утре, каква е климата во музиката? Па моментално сега пред Нова година, така, новогодишна. Жешка, да. Весела, да, инаку тој преку цела година, нели, тука се и доста свадби, доста настапи, гостувања низ цела наша. Дали може да се обстојува само од професијата музика? Апсолутно. Барем во мој случај, да. Одлично. Да. Одлично. Како е во вашата професија, Андреја? Или кога зборуваме за финансиите, подобро да ги оставиме настрана? Невладиниот сектор, многу луѓе го сметаат дури и за хоби, затоа што е голем предизвикот да финансиски се обстои, особено е предизвик континуитетот, значи бара вистински ангажман. Апсолутно, бара и жртва, бара и работа што не е од 8 до 4 или од 9 до 5, бара работа некогаш и на викенд и на празник и кога имаш потреба да си дома, но работата бара од тебе да си на некое патување, да ја представиш работата некаде низ Европа или светот, што е се почесто. Но мислам дека единствениот начин да ова се подобри во иднина е она што ја секогаш го велам, невладиниот сектор е само една нишка која представува позитивен пример за постоечката влада. Значи ние сме тука да дадеме позитивен пример на некој проект што потоа државата треба да го присвои како пракса и да го имплементира самостојно. И треба директна комуникација и поддршка од државата. На колку државата гледа кон невладиниот сектор како некој кој што може да даде вистинската реалната слика за недостатоци, каде треба повеќе да се посвети грижа и внимание, колку неминовно на тоа кој е во моментот на власт, да, за жал кратко постоите за да ни ја дадете можеби паралелата, но колку државата ви ја отвара вратата за поддршката и потребата што ви е потребна. Новинари за човекови права како организација постои од 96-та, така што имало време кога да зборувам за секторот Гнездо кој што е, да. Морам да кажам дека ние во моментов со Гнездо имаме навистина добра соработка со Министерството за труд и социјала, што сега има ново име, но се уште не ни е научено, па ќе останеме на ова. И со секако Центарот за социјална работа при град Скопје. Секако дека секогаш е потребна подобра соработка и не само подобра соработка со конкретните институции и организации, туку меѓусекторска соработка. Мислам дека тука е најголемиот предизвик што ние како невладин сектор го чувствуваме, тоа што може да имате соработка со едно министерство, но тие меѓу себе не секогаш има добра соработка внатрешно, така. Внатрешно, да. Да, секаде е така, не само во министерствата. Само колку поврзувањето на двете држави вас ви представува улеснителна околност, затоа што имате блискост и кон едната и кон другата држава. Па поедноставно ги разбирате
проблемите и предизвиците за да го направите тој мост за кој што и Да, мислам, мене лично природно ми доаѓа, да кажам, имаме исто, значи не сум само јас во комората, имаме исто одбор од 10 членови што се базирани во двете држави. Многу од тие во одборот имат што се во Шведска имат некој потекло од Македонија, така што сите што сме во комората имаме некој знаење од двете држави, имаме такви искуства, некои се и тука базирани во Македонија. Така што собираме сите искуства што ги имаме во сите разни сектори исто и затоа имаме конкретна експертиза што може да ја користиме во секој можен случај, во секој можен предизвик што ќе биде. Така што мислам дека ептен сме спремни за такво нешто. Са организацијата е етабирана пред 7 недели. Ептен сме ново, нова е комората и фактички сега ни беше отварањето во Скопје на 16 декември и сега можеме официјално да бидеме отворени, нели? Така што. Но верувам дека не е ново чувството да ја сакате Шведска и да ја сакате Македонија. Шведските граѓани одлично ги почитуваат правилата кои државата и како ги има во секој сегмент, од екологија до здравствен, до социјален систем, се што она државата представува слика кога ќе споменеме Шведска. Македонија, наспоред тоа, е паралела можеби за нешто што долги години е во транзиција. Како да ја научиме Македонија и македонците и оддалеку, но и тука локално да си ја сакаат државата како шведските граѓани? Бидејќи вие може да кажеме го имате половина едното, половина и другото. Па не би рекол дека мора да учиме од некоја страна од друга страна. Нас на себе треба да научиме, изгледа. Јас гледам позитивно да зборам и за двете држави и сакам да гледам во иднина, затоа имаме вакви иницијативи, затоа правиме вакви работи за да биде подобри во двете држави. Јас се грижам и за Македонија и за Шведска, така што гледам, мислам реално дека секако има подобрување што може да се направат, ама ги гледам позитивните работи и мислам дека вака околу мене што се дружам. Како позитивно? Еве ако се фокусираме на позитивните работи. Тука во Македонија. Па Македонија има реално мислам има таа слобода има се грижат луѓето, сакат нешто да направат, топлина, има значи многу има топлина меѓу пријателство и другарство што траат. Точно така и мислам дека многу гледат во иднина нешто да сакат да направат. Јас барем со такви луѓе се дружам овде што стварно сакат нешто да сменат и сакат нели да направат нешто конкретно за својата држава и гледат во добра иднина. Одлично. Останете во обкружување на таквите луѓе за да ви помогнат да мостот го реализирате на вистинскиот начин, бидејќи не има уште такви во Македонија кои си ја сакаме државата и гледаме кон подобро утре. Така, јас би сакала Андреја да ја прашам, знам дека од неодамна се вративте од Прага, Виена, каде бевте? Тоа е преку Сдруженијето, на какви се проекти сега последно работевте? Ова последно патување беше едно приватно, малку да се прошетам на едни божикни базари што навистина многу да работи. Што навистина многу ги сакам и од тама инспирацијава за утрешниот настан. Гледаш, јас веќе не правам. Јас мислам дека сите луѓе веќе професионално патуваат. Не можам да направам разлика кој оди приватно, кој оди Па искрено да, 80% од патувањата во годината ми се работни, но за среќа успеав да ги искористам овие денови со продолжениот викенд и малку да прошетам до Прага, до Виена, за да ги видиме базарите таму, за да можеме утрешниот настан на вистина да го направиме во европски терк и да биде секако што треба. Апсолутно. Собрали вака енергија, сега точно знаеш што треба да се случи. Собрав мотивација, собрав примери точно како треба да биде и останува утре сите да видиме дали ќе успееме во тоа. Така е, да ги поканим уште еднаш сите наши гледачи. Нормално утре е сабота, верувам дека имате повеќе слободно време да дојдете во Гнездо на 3-та македонска бригада. Кој број беше измени? 10, а веднаш спроти училиштето 11 октомври. Да, супер локација. Мислам дека секој може да дојде да дадеме една поддршка, затоа што мислам дека навистина е многу важна да дадеме еден наш мал допринос во општеството, затоа што имам уште само кратко неколку минути до крај. Би сакала да те прашам за последните проекти на вашето здружение. На што некако што би одвоила ти од оваа година нешто што беше исклучително како успешен проект од ваша страна? Новинари за човекови права работи паралелно на повеќе проекти, освен Гнездо нормално.
Јас сум 100% фокусирана на гнездо, па можеби затоа толку и го рекламирам. Мислам сосема оправдано. Така што морам да истакнам дека навистина давајќи поддршка на толков број деца за толку кратко време, мислам дека тоа е нешто на што сме навистина горди, бидејќи Новинари за човекови права го имал првиот шелтер за деца од улица во далечната 2001, велам го имал, јас сум била многу мала тогаш, така што не сум била дел од тоа. Но толку години потоа да се вратиме со нешто во волкав размер е навистина голем успех. Да, браво. Јас ви посакувам уште многу успеси следната година, затоа што знам дека имате паралелно нели неколку проекти, па се надевам дека ќе имате уште нешто слично како Гнездо во 2026-та на кое што можете како да се гордеете. Овде ќе најаваме на кратка пауза за реклами, останете заедно со нас, се враќаме за кратко.